Почитувани добро вечер. Гостин во емисијата Став е Зоран Петрушевски, член на Централен одбор на ГРОМ. Господине Петрушевски, добро вечер и благодарам што издвоивте време да бидете дел од вечерашнава емисија. Добро вечер на вас и на гледачите на вашата телевизија. Така. Да си почнеме со она што е актуелно деновиве. Собранието одлучи конечно нема избори на 5 јуни. Дали според вас беше очекувана една ваква одлука? Па ја би рекол за среќа што се изнајде форма да оној фактор кој што ги донесува одлуките за тие работи, кој што е надлежен, тој е собранието. Беше во една, ја би рекол, мат ситуација и самото собрание, со тоа и државата, но се изнајде некоја форма, нормално преку Уставниот суд, кој што донесе некоја одлука, да се собранието реактивира, и тоа се реактивира и за среќа, ја би рекол, на сите нас, донесе една одлука, избори кои веќе беа закажани да нема. Кога ќе има, повторно ќе каже собранието. Дали според вас постоја фер и демократски услови за одржување на овие предвремени парламентарни избори кои што беа закажани за 5 јуни? Апсолутно, според мене и според мојата политичка партија, ние веќе тоа јасно го кажавме дека услови за избори постоја и во април месец, постојат и сега. Сите оние што мислат дека некогаш кај нас ќе се створат некои супер идеални услови за фер, како се вели, демократски, кредибилни избори, такво нешто е скоро невозможно, тоа нигде не е возможно. Кај нас ни се од животна важност изборите, но ако сите релевантни политички фактори се согласат да учествуваат на изборите, ако не се согласат релевантните фактори, тоа е веќе проблем за државата. Веќе нашата држава по втор пат ги одложува. Навистина се предвремени, но по втор пат ги одложува. Кризата е се поголема и се поголема. Нема друг начин да се реши освен со изборите. Сега се повторија, се одложи уште еднаш, со што кризата најверојатно уште повеќе ќе се продлабочи. До кога нашата држава и нашето општество ќе може да стои гордо на своите нозе, јас навистина не знам и мојот страв и стравот на голем број на луѓе е навистина се поголем и поголем. Со одложувањето на овие избори не е прецизиран нов датум. Дали можеби очекувате на есен тоа да се случи? Па, се што може да се очекува. Гледате, кај нас се случуваат работите преку ноќ, ја би рекол, и во време од 1 сат или 2 сата. Вчера, например, она што се случуваше во нашата земја, навистина тоа никој не можеше да го предвиди завчера. Така да дали очекувам? Па очекувам и во есен, очекувам и да се спојат со локалните избори до година, очекувам и да има проблеми со локалните избори, бидејќи и на тие локални избори треба избирачки список и таму се во игра медиумите, ако некој ги оспорува сега и ќе ги оспорува во иднина, јасно е дека ќе имаме проблем и со локалните избори, но тоа веќе ја мислам дека е претерано такво нешто нашата држава, мислам дека веќе не може да издржи. Откако беа закажани изборите, се активираа граѓанските иницијативи Протестирам и ГДОМ со шарени протести и со мирни собери низ градовите во државава. Дали според вас овие така наречени граѓански иницијативи се навистина граѓански или како што можеме да забележиме на улиците станува збор само за членови и поддржувачи на дали опозицијата или владеачката партија на ВМРО-ДПМН? Убаво ги рековте, се работи за така наречени граѓански иницијативи. Според мене и не само според мене, според она што е теорија во рамките на едно демократско општество. Граѓанските иницијативи, граѓанските здруженија се неопходен елемент, но логиката на нивното постоење е навистина сосема поинаква. Нивната логика е да се бават со работи со кои што политичките фактори, оние кои што биле на избори и така натаму, па нешто пропуштиле, не го сработиле до крај. Има некои ситни елементи кои што државата не може да ги постигне,
тука е граѓанското движење, тука се граѓанските иницијативи, некако да наидат некоја форма, навистина одредени проблеми, обштествени, државни, граѓански, да се надминат со еден граѓански активизам, кој што ќе подразбира бегање од влијание врз политичките фактори. Овдека ние имаме еден класичен пример, кога нешто што се нарекува граѓанска иницијатива, нешто што се нарекува граѓанско движење, само го пополнува политичкиот простор таму каде што политичките партии сакаат да бидат, но наоѓаат некоја демократска форма. Што значи, повторувам, и за едното и за другото сметам дека се само продолжетоци на политичките активности на големите политички субјекти и се нешто како врзани садови. Ако го има едното, ќе го има и другото и тука нема што да се љутиме на некого, а некого да фаворизираме. Тие се две работи кои што се поврзани едно со друго. Дали вашата партија ги поддржува контрапротестите, односно иницијативата ГДОМ? Нашата партија се вклучи со еден протест кој што јасно и гласно кажавме дека ние сме организатори. Никаков ГДОМ, никакво протестираме или не знам што. Тоа беше во оној момент кога ние проценивме дека Уставниот суд е во наводници обвинет, нападнат и така натаму, нема да му се дозволи да одлучува и така натаму. Ние сметнавме дека тоа би било преопасно за државата и како партија јасно и гласно закажавме собир и така натаму, на кој што собир организирано отидовме таму со една огромна среќа, што се вели, ништо друго не се случуваше, се одржаа неколку говори и така натаму, тој ден си замина и навистина сме среќни што еве сега пак времето покажа дека токму Уставниот суд станува главен политички фактор во земјата. Ако веќе го нема собранието, во смисла нели беше распуштено, ако имаме председател на држава чиј што легитимитет е оспоруван уште во времето на изборите, ако владата е со ваков состав и мандат каков што е, нели само во функција на изборите, еве гледаме дека токму Уставниот суд е главниот фактор. Не би требало така да биде, но во една ваква конотација во рамки на нашата држава, па некој мора да ја превземе одговорноста да одлучува за работите што ќе се случуваат. Така да во таа смисла ние како ГРОМ не се криеме позади никого. Ако сметаме дека треба да има некој протест во наводници, односно јавно искажување на нашето мислење, тоа сме го правили и ќе го правиме во иднина. Новина е пратениците од ВМРО, ДПМН и ДУИ ги изгласа измените и дополнувањата нели на предлог одлуката за помилување. Според опозицијата станува збор за селективна аболиција, а од друга страна пак и меѓународниот фактор бара целосна аболиција. Кој е вашиот став по ова прашање? Вчера се случи, ви кажа, нешто што ни оддалеку не беше нешто што можеше да се предвиди. Предвидувавме сите дека можеби Уставниот суд ќе донесе одлука да се врати собранието во функција да работи, а кога оно веќе се собра и кога почна да работи, еве видовме што сработи. Донесува некои одлуки кои што се вели ги видовме во директен пренос. Немаше најава за такво нешто. И повторно ќе кажам, сега веќе собранието е фактор кој што легитимно и легално работи, донесува одлуки. Главните политички фактори, 2 од 4 се договорија, и не само што се договорија, изгласаа, што е легитимно, одредени закони или законски измени, во кои што аболицијата ќе се надминува не одеднаш, туку некако постепено, но вистина не можам да правам правна експертиза дали е тоа добро, дали тоа не е добро. Опозицијата смета дека тоа не е добро и дека тоа не е уставно. Добро, во ред, повторно нека се превземат некои иницијативи, повторно пред Уставниот суд. Важно е
функциите институциите кои што се надлежни нека одлучуваат. Многу е подобро него ли како што беше во некој период пред некое време кога институциите молчеа. Како е, така е, нека си е работава, има времења кога ќе се прават анализи, кој тука погрешил, што погрешил, но нека врви работава, нека се врти. Тука е меѓународниот фактор, дали они учествувале во вакво нешто или не, во смисла на подготовка на вакви одлуки, јас не можам да знам, но факт е дека се тука, дека инсистираат да се некои работи разрешуваат, собранието донесе одлука, навистина не е пресечено туку во нареден месец дена, како ја сватив, ќе можат аболицираните личности сами да побараат, ако не кроз месец дена председателот има сега законска основа да ги повлече без никакво образложение, што е некаков излез од оваа ситуација. Противниците од владеачкото мнозинство донесоа измени на Законот за заштита на приватноста, со кои се забранува поседување, обработка, јавно објавување, располагање на какви било материјали кои што произлегуваат од незаконско следење на комуникации. На овој начин чинаме спречено и објавување на бомбите. Кој е вашиот коментар на ова една ваква одлука и измена на законот за заштита? Јас сметам дека и досегашниот кривичен закон дава можност за тоа да се спречи да се објавуваат некои нелегитимно стекнати снимки и така натаму и нивно објавување. Меѓутоа вчера гледам во рамки на тој закон за лични податоци се вметнати вакви одредби. Ги ценам како добри, бидејќи многу одредени работи навистина излегува на површина. Добро, за поука, работи кои што значат огромен удар врз тие што ги правеле, врз нив како персони и врз нивните политички организации. Доволно е да се извлечат одредени поуки, нормално тука и специјалното јавно обвинителство кое што си работи и обичното, а камоли ова специјалното, си работи врз основа на сознанијата, но навистина има доволна рамка сите оние кои што се огрешиле од законот да излезат пред надлежните судски органи и да одговарат за таа работа. Сето повеќе би била навистина една забава за народот, забава за граѓанството, со што би се работиве додатно комплицирале. Јасни се работиве, јасно е каде се сомнева и ова специјалното јавно обвинителство и воопшто граѓанството, каде лежи зајако што се вели, имаме институции, нека си ги гонат тие работи, а веќе ваква забава за граѓанството навистина нема потреба. И веројатно од тие причини они и донеле ваква одлука. Господине Петрушевски, дали Гром се согласува со сите одлуки на ВМРО ДПМН? Не. Ние со ВМРО ДПМН сме во коалиција што се вели званично неколку дена, 5-6 дена. Предходно имавме една соработка на ниво на парламентот, затоа што и ние сме парламентарна партија. И еве само ќе потсетам дека сето она што беше пржински договори, сето она што требаше во собранието да се изгласа, нашиот еден пратеник, меѓутоа сосема храбро и достоинствено излезе и на говорница и кажа: ние не се сложуваме во нашата држава така да се раководи, независно од институциите. Какви се, такви се, наши се. Што сакат нека решат, има варијанти таа работа да се политички награди или да се казни. Но некој си договор помеѓу некои си политички партии, големи, значајни, важни, да, меѓутоа договорот не може да биде така силен како што се институциите силни. Значи, во таа смисла, ние гласавме против сите оние работи што таму беа предложени. И, не знам, министрите, не знам, и специјалното јавно обвинителство исто го гласавме против, така да прашањето дали се сложуваме, одговорот е не, во некои работи се сложуваме, во некои нормално дека не. Дали граѓанската опција за Македонија може би е партија која што тактизира, но сепак на крајот влегува во коалиција со партија која што е на власт? Па кажите ми некоја партија која што не тактизира, онда тогаш ќе кажам дека и ние сме така. Секоја е политичка партија. Нормално дека
тактизира, работи, настојува да игра на политичкиот терен. Ние сме во една специфична ситуација. Ние сме една политичка организација која што настана пред година, дена, две. Организација во која што ги обедини сите во најголем дел независни политички опции кои што настапуваа на претходните локални избори. Тако беше случајот нормално и со Куманово. И ние најдовме форма, сметајќи дека таквите независни граѓански активисти во политичката сфера, не оние активисти вон политичката сфера за кои што зборувавме преска, треба да се обединат и да бидат некаков политички фактор и во државата. И нормално го презедовме тој чекор. Нормално знаете, јадрото на нашата политичка партија е општината Карпош во Скопје, чишто градоначалник е председателот на граѓанската опција за Македонија, господин Стефче Кимовски. Таму, во таа општина, односите на силите во советот на општината е таков да ние како граѓанска опција имаме, не сум сигурен дали 4, дали 5, тоа е мал број на советници. Од друга страна СДСМ има, не знам, 7-8, од друга страна ВМРО ДПМН исто така има 7-8, тука некаде се. Конкретно откажувањето на нашиот председател, знам дека првата коалиција за работа на тој совет и на таа општина е понудена на Социјалдемократскиот сојуз. Било што било, понудена е коалиција за работа за соработа. Таа коалиција е одбиена. Сега ве поставувам, каква тактика, што може човек друго да направи, во овој случај председателот, било каде е тоа, да ја својата соработка, својата функција која што е извршна, нормално да ја сплоти со политичка опција која што ќе се сложи да ги здружат политичките сили и таа општина да функционира. Дека таа општина функционира, ја мислам за тоа аргументи има многу. Карпош е навистина една општина каде што интересите на граѓаните навистина се безпрекорно, ја би рекол, задоволувани. Има одредени луѓе и таму кои сметаат дека не знам, нешто во зеленилото, парковите, не се нешто во ред, работите, реагираат некогаш и јавно демонстрираат, на советот се застапувани нивните барања, нивните интереси, значи едноставно нормално си функционира. Па во една таква ситуација, сега вие ме прашувате дали нашата партија калкулира, ми се чини, така ме прашавте. Тоа е на ниво на таа општина, која за нас е многу важна, и за нашиот председател, на ниво на државата. На ниво на државата ние едноставно застанавме позади нашите државни институции. Ние не се сложуваме за некои ад-хок, некои револуции, некои преврати и така натаму, бидејќи сметаме дека такво нешто во Македонија не може да се направи и такво нешто е со кратки чекори. Ние, како да кажам, жртви се давани за оваа држава, односно за институциите. Држава не е нешто имагинарно, држава е еден збир од институции. Јас се замислувам себе си, ја работам во една институција образовна и така натаму, во гимназија и така натаму. Замислите, некој сега да вика, да галами таму дека ние не сме легитимни, не знам што, не знам никакви сме и така натаму. Може би имаме фалики, веројатно имаме. Треба ли да се укаже? Да. Да се критикува? Да. Меѓутоа некој да ги руши, во наводници, руши, нели, омаловажува институциите, да ги делегитимизира, навистина такво нешто едноставно нема потреба во Македонија. Демократските институции кои веќе ги имаме, имале проблеми и ќе имаат проблеми и секаде е тоа така во светот, но не треба она што се вели како децава кога играат топка, јас не сакам веќе да играм и готово ќе растурим утакмицата. Не, утакмицата мора да продолжи, а за да продолжи институциите се неопходни. Задоволни ли сте од позициите кои што ги имаат вашите членови, нели, во партијата на централно и на локално ниво? Апсолутно, ние како
како членови активисти на граѓанската опција за Македонија овдека во Куманово, ја добивме една од двете врвни функции во партијата, тоа е генералниот секретар господинот Виктор Цветковски. Овдека во централниот одбор имаме 5 члена, меѓу кои и јас сум еден од нив. Овдека на ниво на нашата градска организација, како ние ја викаме општинска организација на ГРОМ, председател е господјата докторка Лидија Јовчевска. Си имаме своји органи, општински одбор, извршен одбор и така натаму, функционираме, активни сме во политичкиот живот на нашата општина. Во рамки на општинскиот совет, знаете дека имаме еден советник, тоа е доктор Драги Караджински, и така. По сите мерила што се вели, ја мислам дека представуваме една релевантна политичка организација овдека на ниво на општината, а нормално бидејќи станавме и парламентарна партија на избори на кои што сме учествувале не коалиционо, туку вака самостојно, сме парламентарна партија. Навистина имавме дури 30.000 гласа, но изборниот систем е таков да, кога си сам на изборите, тие 30.000 гласа значат само еден пратеник. Кога тие 30.000 гласа би биле придодадени на некоја од поголемите партии, односно нивните поголеми бројки, тогаш јас ќе ви кажам дека отприлike за еден пратеник, зависи од единица до единица, негде идат околу 8, негде 9.000 гласа за еден пратеник. Према тоа, може да замислите во каква ситуација е онаа политичка партија која што екзистира сама и не е влезена во никаква коалициона соработка, па во таа смисла и повторно ќе се вратам и велите дали како партија ние или некои другите калкулираме. Значи, едноставно изборниот систем е таков да мора да се калкулира и да живееш и да преживееш на политичкото небо. Во вашата политичка партиска кариера имате 4 мандати како советник во Советот на општина Куманово и еден мандат председател на Совет на општина Куманово. Од сегашна ваша гледна точка, од ваш аспект, како ја оценувате работата на сегашниот Совет на општина Куманово и работата на советниците? Може би имате прилика и во живо да ги следите седниците преку телевизиски пренос, може би сте имале прилика, може би не. Еве, како ја оценувате работата на сегашниот Совет на... Така. Така, јас сум 4 мандати бил во Советот на општина Куманово. Во еден мандат, односно во периодот од 2005 до 2009 година, или може би овие бројки не се толку видливи за граѓанството. Тоа е оној период кога сегашниот градоначалник за прв пат стана градоначалник. Тоа е тој прв негов мандат. Во тој момент тоа беше за мене трет мандат и ја добив таа функција од Советот, самите советници, председател на Совет на општина Куманово. Може би ќе сум, кога веќе ме прашувате како ја оценувам, нормално е дека ќе бидам субјективен, бидејќи токму во тој период, предходните мандати беа специфични во таа смисла што процесот на децентрализација само што почнуваше и надлежностите што општината ги имаше беа многу помали, а нормално и финансиските средства за кои располагаше општината беа помали. Но во овој период, 2005-2009 година, јас се гордеам со сите они работи кои што тогаш успеавме со тогашниот градоначалник, да, он е сега, да ги направиме. Јас само ќе ви кажам, ќе набројам неколку работи за кои што се гордеам. Тоа е, например, плоштадот, овој новиот, за кој го знаете, па не знам, реката доле и кеот го направивме, па не знам, Треќа Македонска улицата, овој рекреативниот центар, сигурно го знаете, во Пелинце, кој што е гордост за сите нас и тогаш и денес. Гасификацијата на градот ја почнавме. Тогаш
ја пуштивме во претходниот мандат се работеше, но тогаш ја пуштивме нашата гордост, прочитителната станица. Се направија спортската сала горе во одамна заборавена Рајкова куќа. Беа почнати почетните работи околу другата спортска сала во економското, која што подоста се направи. Навистина има уште работи за кои Октомвриска револуција имаше одредени захвати тука на неа. Горд сум на тоа што таа фаза за локалната самоуправа во која што тогаш леговме, ја спроведовме и дали сме работеле добро јас и советот и тогашниот градоначалник, најдобра слика можеме да добиеме кога на наредните избори градоначалникот буквално се прошета на изборите, затоа што буквално граѓанството беше супер задоволно од тоа што тогаш се направи. Мислам дека во тој период се оствари мојата, јас би рекол, мојот политички идеал. А тоа е политичките фактори, политичките персони, политичките личности да не бидат видливи, но нивното работење да биде препознатливо, да биде видливо. Сите пари, секој денар што се вели, кој што дошол во општината врз основа на надлежностите, беа видливо потрошени и нормално дека после таков ангажман на изборите тоа веќе се виде. Меѓу другото, јас на тие наредни избори после овој мандат како независен советник, нормално дека бев изгласан и го добив 4-тиот мандат. Она што најповише, еве, кога веќе ме прашате, шанса ми е да кажам, тој период, половина од мандатот на власт на републичко ниво беше Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Токму тогаш се смени и дојде ВМРО и неговите партнери така. Не знам дали знаете, ако изборите беа, например, во недела, се виде дека настапува новата власт, веќе во наредните 4-5 дена ние имавме совет и на тој совет јас од позиција на председател на совет му предложив на советот да гласа за мојата доверба. Дали јас, кој што сум во некоја си коалиција, нормално со градоначалникот ја поддржувам таа работа и така натаму општината, дали ќе биде подобро на моје место да дојде некој друг кој што, еве, сега има повише политичка сила, затоа што неговата партија или нивната партија победила на републичко ниво. Значи, јас не се сеќавам дека некој друг својата политичка функција ја ставил на располагање на органот на советот на општината. И што, како беше епилогот од тоа? 2 години кога требаше за прв пат да станам советник, јас потребен број на гласови беа 18, односно 17, а јас добив 23, така некако. Сега, кога се одлучуваше за тоа дали треба да дојде некој друг во овие нови околности или не, јас добив 33 гласа. Тоа е 100%. Што значи, кога некој е искрен во своите намери, во своите постапки, тоа сите луѓе го препознават, колку и да се политички обоени. Сепак искреноста и желбата и волјата да се направи нешто за онаа општина или држава за која што си земал одговорност, секогаш излегува на површина. Има ли економски развој во општината? Како ги оценувате проектите на општина Куманово и на градоначалникот Дамјановски? Има ли реализација? Мислите последните? Да. Тие за оној период кога да. реков тоа беа изворедни резултати. Сега последни објекти, нешто што се прави така натаму, нормално сите ја гледаме овај објектот базентот затворениот и отворениот се работи, дај Боже да биде што побрзо.
кажавме салата во рамки на економското училиште, така се заврши. Меѓутоа, навистина друго нешто јас не можам да видам нешто што е битно, што е клучно, што е големо. Се прават некои улици поштено и така натаму, но навистина самото граѓанство веќе реагира затоа што некако излегува дека нашата општина застана политичките фактори кои раководат со општината, секогаш на таквите замерки кажуваат, се правдаат дека за тоа е виновна централната власт и така натаму и така натаму. Нашите математики кажуваат дека тоа не е така, дека самата општина има доволен број, доволна количина на изворни средства и изворни надлежности со што може подобро да се менаџира развитокот на градот, но што е тука е тие луѓе раководат, они ќе дават отчет на граѓанството, таква шанса ќе ја имаат многу брзо, веќе се мери во месеци, не е веќе во години, бидејќи веќе изборите се во наредната година и тоа во првите години во март и така. Но, лично јас и нормално мојата политичка опција сме незадоволни од тоа како се одвиваат работиве на територијата на нашата општина. Токму поради тоа, незадоволство на Гром често одржува пресконференции и ја критикува работата на локалната самоуправа. На една од пресконференциите беше обвината локалната самоуправа, односно општина за малверзации во врска со училишниот превоз. На што се должеше оваа констатација на Гром? Видите, кога велите критикувам и така натаму, ние сме сакаме да бидеме пример како треба да работи една политичка партија која што е во опозиција. Точно е, излегуваме на пресконференции, критикуваме дека нешто не е добро, но и предлагаме што би требало да се поправи, да се направи. И нормално е. Сега, очекуваме тие критики да бидат слушнати, да не се повторуваат, а очекуваме и нашите предлози да бидат спроведени. Не можеме да приметиме дека и критиките се плодоносни и дека нашите предлози се прифаќат, но што е тука е таа работа, нормално дека ќе ја продолжиме. Ние имаме шанса и преку нашиот советник исто така тие критики и тие предлози да ги упатуваме, што тој редовно го прави. Што се однесува до превоза за кој ми кажавте, повлечени од тоа што веќе се пишуваше по кумановските портали, медиуми и така натаму во разговори помеѓу нас граѓаните, ние се заангажиравме да видиме што е таа работа и некако пак во исто време отпочна една кампања во општина Битола, која што кампања ја водеше токму СДСМ, обвинувајќи го нивниот градоначалник и целото политичко раководство дека во врска со превозот на учениците не го работат како што треба, дури му поднесува и кривична пријава дека има злоупотреба и така натаму на службената должност. Врз основа на тие написи во нашите медиуми, ние дојдовме до заклучок дека навистина Иво Куманово со тек на години, почнувајќи од 2013 година, 14-та, 15-та, еве сега, сумата на пари кој што доаѓа од Скопје како блок дотација е секогаш отприлика околу 1.300.000 евра и секоја година тие пари се даваат за превоз. Но во овие 3-4 години сите сме сведоци дека цената на нафтата е намалена скоро дупло и сите сме сведоци дека бројката на ученици е се помала и помала, а бројката на издадени средства е секогаш иста, 1.300.000. Во последната оваа учебна година, дури, нашиот представник во Советот упати прашање до Советот, колку е намалена бројката на учениците, бидејќи тие податоци што имаме од Завод за статистика не можеме да ги прецизираме колку се, што се, кој се вози, како се вози, ни беше одговорено дека во
од минатата во ова учебна година бројката на ученици е намалена преку 200, сега веќе не се сеќавам, 200, 250, 270 и така. Едноставно сите наши сомнежи нормално се потврдија. И сите овие критики ние уствари ги придодадовме на јавно искажаното мислење на претседателот на Советот на општина Куманово, кој што учествувајќи во таа јавна дебата преку во овие медиуми, јавно се обврза дека ова работа во врска со превозот ќе ја расчисти во Советот и ние на таа пресконференција јавно дадовме поддршка на претседателот на Советот дека ова работа јавно ќе се расчисти. Јавното расчистување кое што тој го вети се заврши на ова едно прашање кое што го советничко прашање кое што го достави до градоначалникот. Нашето учество во таа јавна дебата беше преку тие прашања исто така, каде што утврдивме и ни беше одговорено дека навистина бројката на ученици е намалена и дека, што е уште поинтересно, сумата на средства за последна учебна година е намалена, што доаѓа од Скопје. Не е 1.300.000 евра, него е нешто помала. Не можам да кажам колка е таа бројка, помала, но таа разлика од порано и сега е надокнадена од средствата на општината. И нормално кога бројките тоа го кажуваат, а нас ни е тоа задача, на нас и на советникот што е во Советот на општината, да укажува, да повикува каде, ако не друго, на Советот и нормално на конференциите за печат. Случајот во Битола доби нова разврска. Знаете, разврската му е поднесена кривична пријава од страна на јавното обвинителство со сите таму елементи, така натаму, на, не знам, пасоши, имоти, нешто и така натаму. Нашата работа тука заврши. Ние во рамки на Советот, во рамки на јавноста кажавме што сме кажале, знам дека и општината ни одговори и работата е тука завршена. Одиме понатаму. Па што може да прави една политичка партија која што е во опозиција, ако не да прави математики, да алудира, да укажува дека нешто не е направено како што треба, можело нешто подобро да се направи и така. Освен што сте активни во политиката, вие, да не кажам до сега, речиси цел живот сте активен и во образованието, како професор по социологија. Така. Што мислите за образовниот процес во државава? Се вложува ли доволно во образованието? Имаат ли учениците добри, солидни услови за изведување на настава? Па видите како и се во државата. Има времиња кога повише се вложува, има времиња кога помалку се вложува. Се сеќавате, има 5-6 години или 7-8 години, кога, не знам, компјутери и така натаму. Сега одредени реновирања на овие услови, објекти низ државата и низ Куманово се правени, негде крови, негде прозорци, некаде ВЦ-а, некаде училници и така натаму. Дали се вложува доволно? Па веројатно не, но знаејќи ја состојбата во државата навистина не можеме па сега да кажеме дека не се вложува. Во однос на платите што ние ги зимаме, не се доволни. Не знам дали вие знаете, мојата плата е, например, 23.000 и нешто, и сите граѓани да знаат. Нормално, граѓаните ќе кажат, па доста вие 3 месеца не работите и така натам. Ние дури штрекувавме еден период во кој што имавме две барања. Едно беше за укинување на екстерното тестирање, а друго за финансиските подобрување на финансиската состојба. Не успеавме ниту со едното, ниту со другото. Што е тука е? Продолжуваме. Ние понатаму ќе продолжиме да укажуваме дека екстерното не е добро и така натаму. Дека ни треба повише средства во смисла како плата. Но, реков, што е тука? Ја делиме судбината на државата. Ако нешто се подобри, добро. Ако не се подобри, ништо, одиме понатаму.
Така, како професор по социологија, еве пред крајот на емисијата, кажете ни според вас има ли квалитетни идни социолози во Куманово и дали учениците го сакаат предметот социологија? Имаат ли интерес за овој предмет? Повторно ме прашувате нешто за што ќе мора да бидам субјективен. Социологија во гимназија се учи на две нивоа. Едното е, во втора година се учи како обавезен предмет, сите втори години, а потоа во третите години учениците се во ситуација да бираат дали ќе изберат, не само општествени науки, повише природни, они уметничките и така натаму. Социологија е избирана наука, избиран предмет. Така да во две насоки, општествено-хуманистичка А и општествено-хуманистичка Б, или ја би рекол, они ученици кои отприлике замислуваат да студираат право, економија, педагогија, психологија и така натаму и така натаму. И сега морам да кажам, имаме среќа, ние имаме прекрасни генерации, веќе неколку млади луѓе, нели, обично ги критикуваат сите, па денеска се младите вакви, па се онакви, така натаму. Треба да имаат прилика да ги слушнат и родителите како тие нивни деца се опуштаат, дебатираат, зборуваат, и тоа за теми од општо глобално светско значење, работи кои што се случуваат и во нашата држава и надвор од државата, правиме се, еве јас и моите колеги, да ги тие деца оспособиме да стекнат една навика и за читање, но и да се ослободат, да зборуваат, бидејќи нема друго оружје што ние ќе им го дадеме. Времето кое што начекува е општество на знаење. Било овде каде да останат, било каде да идат, тие способности, поготово ораторски, мора да ги имаат. Кај да идат? Ако идат некаде во Западна Европа, таму ќе се сретнат со староседелци, германци, холандјани и така натаму, но и новодојденци, најпаметните кинези, индици, не знам, африканци и така натаму, мора и таму да победат. Дали имаме идни социолози? Имам прекрасни деца, прекрасни ученици, кој од нив ќе запише социологија и ќе студира, наистина тоа не знам. Еве, баш денеска е 20 мај, кога они завршуваат, ја им посакувам целата среќа на светот, првин да ги положат обврските од државната матура, а потоа и да си запишат тоа што сакаат, да си запишат, и нормално е да ги веќе за 4 години видиме како завршени академски граѓани. Наистина се гордеам и со нив, овие млади луѓе кои што ги познавам, а нормално и младите луѓе на ниво на Куманово се наистина прекрасни деца. Со обзир на тоа во какви времиња ги чуваме, ги учиме, ги воспитуваме и ние како професионалци и нивните родители, ја мислам дека треба да бидеме задоволни. Господине Петрушевски, ви благодарам што бевте гост во емисијата Став. Нели има уште теми за кои што може да се зборува, но да оставиме нели во некоја друга прилика. Веројатно соработката ќе продолжи, се надевам. Така е, ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.